Договор нема и затоа нема да има ниту јавен превоз во Скопје. Уште од 4 часот и 30 минути изутри в четврток, вработените во ЈСП ги оставаат автобусите пред гаражите, зашто тие се уште немаа добиено плата. Советот на град Скопје со 24 гласа за донесе препорака да се пренаменат пари од градскиот буџет за плата на ЈСП. Па сега градоначалничката Даниела Арсовска е на потек. До петок, најдосно до 12 часот напладне, во соработка со надлежните да се донесе одлука за средствата да бидат де-факто префрлени на ЈСП. На гласањето на советниците предходеше жестока дебата, во која учествуваше и градоначалничката на Скопје, па наместо за ЈСП одговорницата се слушаа секакви навреди и осуди. Ова го натера председавачот на Советот Трајко Славески во еден момент да и го одземе микрофонот на градоначалничката. Тука да можете со копче некому да кажете кога ќе отпочне, а кога ќе престане да говори. Затоа што правото на градоначалникот е неприкосновено. На тема повторно беше и шпицниот градоначалник, што Арсовска предходно неколку пати го споменуваше. Вие можете дома да ставате камери, можете да ставате звучници, да се озвучувате кога сакате. Ова што сте направиле на оваа седница, да немам контрола, нели, врз она што зборуваат советниците, е чисто приватна работа. Треба да станам да ви го одземам. Не, треба да станам како што направи советникот и да го повлечам микрофон да изигруваме одека циркус. Вработените од ЈСП кои дојдоа во град Скопје, разочарани од седницата, брзо си заминаа. На одење дури и се расплакаа пред камерите зашто немале дома да однесат леп. Ние безпоговорно ги извршуваме сите обврски што ги носи Советот на град Скопје. Возиме и рентабилни и нерентабилни линии. Зошто утре ние да го почитуваме законот за штрајк? Нема да го почитуваме. Нека не избркат сите од работа. Сите буквално нека не избркат од работа. Ние утре со жени, со деца одиме таму. Па вие размислете. Тепајте се ако сакате внатре. Што сакате правите? Пари бараме денеска. Утре пари сакаме. Ништо друго. Немам пари дома да носам. Разберете една работа. Можете политика да си правите дутре сабајле. Ама сабајле, кога ќе завршите со политиката, јавен градски превоз ќе нема. Ама вас не вие гајле, не користите јавен градски превоз. Затоа не го решавате проблемот. Едните поднели иницијатива, другите кажуваат требало предлог да биде. Абе луѓе, треба плата да дадете за работниците во јавното во ЈСП Скопје. Предлогот за пренамена на средствата од градскиот буџет уште вчера го даде советничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Тие пред гласањето постави ултиматум, ќе чекаме и со часови додека тоа не се изгласа. Ние како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата сме подготвени во моментов да се откажеме од сите дискусии за кои што беа предвидени сега во моментов, да дадеме пауза, ако треба од неколку часа, и да побараме од градоначалникот одма денеска уште веднаш да ни ја достави одлуката, ќе седиме колку што е потребно. И советниците од СДСМ обвинија дека за прв пат скопјани остануваат без градски превоз и дека за тоа е виновна локалната власт. Посочија дека во буџетот на град Скопје за 2022 заедно со ребалансот за ЈСП беа предвидени 8,6 милиони евра. Со вакви менаџерски способности и кадри, Господ нека му е на помош на јавното сообраќајно предпријатие, Господ нека ни е на помош на сите нас, почитувани граѓани. Работниците најавија дека утре на протест ќе излезат и нивните семејства и деца, кои како што велат за жал останаа гладни.